Дојран и Гевгелија се двете општини од југоистокот во кои од утре нема да има квоти за лекови. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека оваа одредба ќе важи и за Охрид, Ресен и Струга или за вкупно 5 туристички центри. Целта е да им се излезе во пресрет на жителите, но и на туристите, додаде тој, нагласувајќи дека поради големиот број на туристи години наназад, квотите за лекови се трошат многу бргу, а жителите останувале без потребната терапија. Рецептот ќе биде реализиран од страна на Фондот за здравствено осигурување. Во овие туристички места со години наназад имаше голем недостаток на лекови заради големата флуктуација на бројот на луѓе кои што циркулираа во овие региони и жителите на токму овие градови и региони многу рано во месецот се соочуваа со недостаток на лекови и затоа се одлучивме за една ваква мерка, односно укинување на квотите да започне токму во нашите туристички градови. Станува збор за прв чекор во практично ослободување на квотите и либерализација во овој дел кој што ќе важи веќе следниот или месецот после тоа. Тоа е работа која што се регулира не со закон, ниту со устав, туку со правилник во рамки на Фондот за здравствено осигурање. Токму тоа фондот го смени овој утрово и затоа ние ќе имплементираме оваа мерка. Според Филипче, во туристичките места побрзо се трошат квотите, бидејќи има туристи кои таму одат на подолготраен престој и таму ги подигаат лековите. Како што реков, со години наназад беше најголем притисокот токму во туристичките места. Луѓе од целата држава доаѓаат таму и на некој начин ги трошат лековите од квотите на жителите на тие региони. Во исто време сметам дека е мерка со која што ние ќе видиме како тоа ќе функционира, не важи само за градовите, туку и за околните места во тие региони, така да мислам дека ќе има една прилично јасна слика како тој механизам мерка ќе функционира на територијата на цела држава и понатаму. Според министерот станува збор за комплексен механизам за контрола, односно дека ќе ги следат рецептите на тој начин што од аптека ќе може да го подигне лично оној на кој е препишан, а дека се работи на решение за оние што не се во состојба сами да ги подигнат лековите. На новинарско прашање докаде е истрагата за можните злоупотреби со лекови на рецепт, за кои премиерот рече дека постојат индиции, Филипче кажа дека анализата ја работат со Фондот за здравствено осигурување и дека во текот на септември и октомври ќе излезат со информации. Тој најави дека и до крајот на овој месец ќе се прошири здравствената мрежа со која ќе може да се вклучат сите аптеки кои немаат договор со Фондот за здравство, како и за нови специјалистички и стоматолошки ординации.